Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Со ова наше вечерашно издание, почитувани слушатели на радиопрограмата Глас од Македонија, и со нашето директно јавување ќе ви дадеме вечерва прилог за празникот Свети Кирил Методи, кој е на 24 мај. Исто така од пресконференцијата на Христијан Мицковски, роденденска честитка, но и мој коментар на неделата, кој ќе кулминира со песна од мојата поезија. Но на самиот почеток еве и една жална вест. Само што поминаа великденските празници, згасна и животот на 92 годишниот Кузман Кузе Тргачев од село Буф. Неговата болест, а посебно големата болка за неговата почината ќерка Сузи, почна и да се предава на судбината. Посмртните останки на Кузе Тргачев ќе бидат изнесени во капелата Диксон Гарленд Фюнерал, хом на 166 Main Street North во Маркам, а последна почит можете да му оддадете на 21 мај од 4 до 8 часот вечерта, додека пак опелото ќе се изврши на 22 мај од 10 часот утрото во црквата Свети Климент Охридски во Маркам. Остануват вечно да го жалат неговата сопруга Кристина, синот Джим со сопругата Марина, а посебно внуките Стефани и Ашли, како и сестрите Домника и Анастасија со фамилиите, како и целата негова родбина. Сочувство до фамилијата на починатиот Кузе Тргачев и од името на редакцијата Глас од Македонија. Утринското кафе е навистина и најсладко, меѓутоа тоа е и за ваша душа. Но тоа може само Тим Хортонс, посебно во Скарборо и Ист Јорк, чии собственици се Стив и Дени Браун, со нивниот татко Џорџ Браун од село Буф. Но не е само тоа. Во Тим Хортон можете да си земете утрински појадок, исто така донаци или крофни, како и други сладки јадења, но и да си ордирате јадење, сендвичи, доколку одржувате некои митинзи. Повелете, Тим Хортон секогаш е до вас, покрај вас. Westmount Guarantee, инвеститор за сигурна гаранција за комерцијални билдингзи, за кондо, исто така Deposit Insurance Financing. Нашиот сонародник Джим Еманолидис го докажува сето тоа. Телефонот е 416 712 4038. Секој ден посакува да живее во удобен стан, во удобна куќа. Крис Клашов од фирмата Royal LePage State Realty е покрај вас. Завртете го телефонот на 905-520-1474 и побарајте го Крис Клашов, кој со неговото 20 годишно искуство најдобро ќе го реши вашиот проблем во врска со продавање или купување на куќа. Телефонот е 905-520-1474.
Срцето пак на Ниагара со трите луксузни хотели во Сент Катрин, Хамптон Ин, исто така Бест Вестерн и Халади Ин, но многу повеќе дочекот во овие хотели од страна на персоналот, а посебно од сопственикот Том Ничополос, кој запознат веќе од голем број на гости од речиси целиот свет. Но не само тоа, тие располагаат и со 2 спортски сали, односно фит centers, даваат entertainment, а за љубителите на боулинг исто така ви овозможуваат како и други рекреативни игри. Додека пак за било какви сечености, свадби, свршувачки концерти, митинзи на располагање ви стои парква и банкет салата со капацитет до 1000 гости. Јавете се на 905 380 1550. Да повторам, 905 380 1550. Партнер Гоулинг LLP, тоа е адвокатската фирма на сите врсти на лоери. Еден од нив е и Питер Симеон, позната адвокатска фирма низ цела Канада и Америка. Доколку имате потреба од лоер адвокат, побарајте го Питер Симеон на 416-898-4506. Повторувам, 416-898-4506. Сите знаеме дека и воздухот и водата се загадени и секој бара да оди во природа и да пие чиста вода. Но имаме и фирма Continental Carbon Group која филтрира водата за пиење, воздухот и отпадните води. Не случајно името на ова фирма Continental Carbon Group со нејзиниот сервис можете да го видите во голем број на индивидуални фабрики, разни институции, државни и приватни фирми. Јавете се на 905 за ваша потреба 643-7615. Да повторам, 905-643-7615. Радиопрограмата Глас од Македонија можете да ја слушате преку вашите радиоприемници на 101.3 FM, а исто така на интернет ако отворите на CMR 101.3 FM или пак преку телефон секоја недела од 6 до 7 часот навечер и да се јавите на 416 593 0055. Да повторам, ако го завртите телефонот секоја недела од 6 часот попладне на 416-593-0055, можете слободно да ја слушате секоја наша радиоемисија на Глас од Македонија телефонски. Управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски има потреба од работници за во кујна, но и во банкетните сали. Секој еден кој има потреба од работа, нека се јави до црковниот телефон на црквата Свети Климент Охридски на 416-421-7451. Да повторам, 416-421-7451. Интензивниот мирис и аромата што го прави Flowers by Lilac го освежува вашиот дом и вашите срца и души со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрај вас секогаш е Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, свадби, крштевки, родендини или други настани, препуштете на Flower by Lilac. Телефонот е 416 624-0853 или 647-780-6549. Во продолжение да одиме со прилогот за празникот на нашите македонски и сесловенски просветители,
Кирил и Методи, што е на 24. мај. На 24. мај е нашиот македонски православен празник на македонските и сесловенските просветители, солунските браќа Кирил и Методи. Методи роден 815 година, најстар од 7 деца во фамилијата, а Константин, најмалиот син, роден 826, односно 827 година, на угледното богато македонско семејство Лав, кој бил висок службеник во Македонското царство, како и неговата сопруга Марија. Методи од секогаш го интересирало религијата, црквата, така да уште како млад отишол на планината Олим, каде се монашил, а потоа му се придружил и неговиот најмал брат Константин, кој во Цариград го завршил своето високо образование, изучувајќи богословија, граматика на македонски јазик, аритметика, географија, астрономија, музика, реторика, а исто ги изучил и јазиците латинскиот, еврејскиот и сирискиот јазик. Како високо образован и Константин, односно Кирил, црковно име, и Методи исто така црковно име, ќе им бидат давани многу тешки и одговорни задачи од Македонското царство, за да ја шират просветата и христијанството од исток па се на север до Балтикот, но најпрво биле испратени кај арапите во Багдад, па хазарите, за да потоа на повик на царот Ростислав отидоа во Моравија со умножените книги, давајќи им ги на свештениците, за да ја просветат младината. 869 година Кирил и Методи заминуваат во Рим на повик на папата Адриан, каде биле примени со големи почести, а потоа Кирил се разболел и умрел 869 година. Методи решил да се врати назад во Македонија, но не стигнал, бидејќи и тој починал во 885 година. Според чешките археолози се претпоставува дека неговиот гроб е во тогашна Моравија, а денес на границата помеѓу Чешка и Словачка, со број 12 во местото Микулчице, денешен Велиград. Овие наши македонски сесловенски просветители играат голема улога меѓу народите од словенско, односно со Божјото слово на венетите, или да ги наречам македонците, затоа што и венетите беа македонци, кои ги просветија, а со помош на македонското писмо, кое во антиката е наречено коине, тие, како што е каменот розета, тие направија реформа на некои букви за да се создаде глаголицата или старото црковно писмо, а потоа со помош на Климент и Наум кирилицата. Интересно е да се каже дека со нивната културна самобитност остана жив образец за Светата црква и мисионерите на сите времиња, служејќи на доброто на сите словенски народи за единство. Не случајно се наречени апостоли на словените. Папата Луи XIII во 1880 година ја вовел ова нивната слава во Римокатоличката црква, а потоа папата Јован Павле во 1980 година ги прослави како копокровители на Европа. За ваша информација, глаголицата некаде се спомнува имала од 38 до 41 буква, но 24 букви од старото писмо, кое водат од древното писмо, или од венецкото, или македонското, всушност се земени, токму ги зедоа овие Кирил и Методи во нивната глаголица. Би сакала да спомнам дека рускиот кнез Владимир дојде да се крсти во Охрид во 991 година, а потоа се придружија и тие самите руси кон христијанската вера. Но околу македонското писмо или кирилицата, што некои од народите словенски си го припишуваат како нивно. Иако ќе дадам еден пример. Во рускиот буквар од 1777 година стои буквата Дз, значи Дз како дзидар, како звезда, а и во 1851 година во букварот српски, издаден во Белград, стојат буквите Дз и Ѓ, што денес всушност не постојат кај нив, само во македонската азбука е буквата Дз. Иако буквата Дз е постара
меѓу сите словенски народи што тогаш ја употребувале, како што беше и со кирилицата на Наум и Климент, па за да се докаже дека се посебни, ја отфрлиле буквата З и ставиле нова буква. Но тоа се случува кога Германија, Франција и Англија, исплашени за да не се направи Трета Македонска империја, почна од териториите на Македонија да сечат и да прават нови држави во 18-тиот, крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот, па и 20-тиот век. Инаку и името Кирил и името Методи, двајцата солунски браќа, им се дадени. Кирил значи Кир, тоа значи господар, не е грчки збор. Ил е богот на сонцето, што значи богот господар. Додека пак Методи, мед, односно мед, Оди, се знае Оди или Чекори, што значи блажен чекор. Па честит нека не е овој наш македонски празник и честити нека се имендените на сите оние кои ги носат имињата на Кирил и Методи, а ние да ве поздравиме со една убава детска песна посветена за Кирил и Методи. Да славиме дене светол празник, да славиме и да пеме за браќата Кирил и Методи, за нашите просветители. О, колку сме ви благодарни за се што сторивте за нас. Во мракот вие бевте светлост, за секој словен бевте спас. Ни створивте све словенско писмо, ни створивте светлост темен мрак и писменост која вечно зрачи насекаде како сончев зрак. О, колку сме ви благодарни за се што сторивте за нас. Во мракот вие бевте светлост, за секој словен бевте спас. Ни створивте све словенско писмо, ни створивте светлост темен мрак и писменост која вечно зрачи насекаде како сончев зрак. А сега еве и една роденденска честитка. Најпрво да чуеме што ќе каже малата 3,5 годишна Мила Белчевска. Sweetie Rodan, Mama. Happy birthday, Mama. Така посакува 3,5 годишната Мила Белчевска, која на својата мајка Алекса и го честита роденденот, со честитка во која се приклучува и сопругот Александар и помалата нејзина керка Маја Белчевски, како и нејзината мајка Морин, но и ние Никола и Драгица Белчевски како нејзини втори родители со Христина, керките Христина и Марија и зетот Бени. Алекса, нека сите понатамошни денови во животот ти носат добро здравје и радост заедно со целата твоја фамилија, но и други радости во животот. Среќен роден ден, Алекса! Слушаш ли, малечка, имам душа бунтовна. Ќе слушам се, ќе сказам се, ќе го сменам силот овој свет. Гледаш ли, малечка, имам сила безкрајна. Ќе стопам се, ќе снема се,
Slušaš li, malečka, imam duša buntovna. Gdje srušam se, gdje zgadzam se, gdje go smenam si od ovo i sve. Letaj mi, letaj gulave, visoko među zvezdite, ponesi radost gulave, sunce neka ima samo pesnite. Letaj mi, letaj gulave, visoko među zvezdite, ponesi radost gulave, sunce neka ima samo pesnite. Letaj mi, letaj gulave, letaj mi, letaj gulave, visoko među zvezdite, ponesi radost gulave, sunce neka ima samo pesnite. Letaj mi, letaj gulave, visoko među zvezdite, ponesi radost gulave, sunce neka ima samo pesnite. Letaj mi. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Управата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски има потреба од работници за во кујна, но и во банкетната сала. Секој еден кој има потреба од работа нека се јави до црковниот телефон на 416-421-7451. А сега со мојот коментар на неделата. Како што се најавува, партијата на Мицкоски ДПМН дефинитивно освојува 61 пратеник, а и се приклучува и албанската партија Вреди со 13 пратеници. Инаку на 22 мај ќе има пригласување на општините Долнини, Крушево, Струга, Охрид и Желино. Од овие пригласувања можно е албанската партија на Али Ахмет Дуи да изгуби 1 до 2 пратеника од објавените 19 пратеници, а да бидат добивка за партијата Вреди. Меѓутоа, на пресконференцијата тоа го кажа и Мицковски, што во текот на емисијава ќе го слушнете, кој исто така рече дека ќе го исполнат бројот на пратениците со двотретинско мнозинство, повеќе од 81 пратеник, односно од 83 до 84 пратеници. Овие избори на вистина донесоа големи резултати, благодарение би рекла на Бога што не ја остави својата родна земја во која се родил да биде на милост и немилост, зашто голем геноцид се правеше посебно последните 5-6 години врз македонците, не само од страна на грците и бугарите, туку и од западните дами држави. Ете народот спасот го виде во Гордана Силјановска Давкова и во Христијан Мицковски, кои пред домашната и светската јавност си го кажа своето дека ќе бидат председатели на Македонија.
Тој нивни чекор на нас македонците ни дава надеж дека ќе почнат да ги исправат сите непосакувани работи врз Македонија и македонството, зашто ако нашите македонски корени се уништат, ако немаме татковина, тогаш сме исто како луѓето што живеат на улиците. Не смееме никој, ама баш никој, вклучувајќи ги и НАТО, и ЦИА, и Европската Унија, посебно длабоката држава во Америка, кои се кројачите на државите во светот, не смееме да дозволиме да ни го газат нашето достоинство, зашто македонците ние сме тие на кои им ги отворивме очите. Ние македонците ги просветивме, ги цивилизиравме, а тие начело со Германија, Англија, Франција, па и НАТО, многу ножеви ни закачија позади грб, оставајќи длабоки рани на нас македонците во изминатите 200 до 300 години, а посебно со изродите или недокваканите Зоран Заев и Никола Димитров во последните 6 години, кои им помогнаа на грците, кои со нивната лага успеваа, зборувам за грците, а ние македонците, иако го имаме името на Македонија, тапијата со името Македонија, дека е наша татковина, документот дека Македонската православна црква Охридска архиепископија е мајката на сите православни цркви, се тепаме вербално дома и надвор, кој прв да исврли што е можно повеќе од македонството. Ова го зборувам за претходната влада всушност. Ќе дадам само еден пример. Ми зборуваат за некој француски предлог за наводно да се решил проблемот со така наречените бугари или татари, да ги наречам. Ако од историјата знаеме дека во 800-та година, кога папата го кронисуваше за крал Шарлмајн или Карло Велики, ја позајмја Библијата напишана на македонски од Цариград и цели 1000 години со обичаите македонски се кронисуваа француските кралеви, но имаме и друг вистински доказ дека Македонија и македонскиот народ се од древно време, старо време, кога и Англија и Германија не постоја, зашто таму беше, би рекла, еден друг Антарктик со мразеви беше. Во катедралата Нотр-Дам во Реймс, источно од Париз во Франција, се чува македонското евангелие од 11 век, а му служило за кронисување на француските кралеви. И ден денес таму постои. Па зошто тогаш тој председател на Франција, Макрон или Свети Макрон, кога во земјата бара да најде гуштерици, нека не мисли дека ќе му излезе наместо гуштерици, ќе му излезе некоја отровна змија, зарем за тоа никогаш не размислувал. Но најпрво треба да се справиме, да се осудат предавниците кои треба да се врзат по бандерите и народот да ги плука и да фрла со јајца по нив, зашто со нивната алчност, во случајов ги спомнувам зајковците и сите како него, за слава и пари го сменија името, ја продадоа историјата на цијата македонски, буквално ги влошија комплика работите на она што Александар Македонски на нас македонците ни го подари светот. Мислам дека доаѓа крајот на душманите да не стрижат како овци досега. Поаѓајќи од, ако нема Македонија, македонски народ, македонски јазик, култура и историја, посебно македонската фаланга, што ќе ни е нам некоја си така наречена Европска Унија или НАТО или било која меѓународна воено-политичка организација, да бидам во нешто каде сум без име, без свој македонски идентитет, тако нешто ни не ми треба. Таквите на нам македонците, иако уште има занесени или се прават занесени македонци кои удат со, како што велат, патот им бил кон Европската Унија. Каква Европска Унија, какви бакрачи? Таквите организации или федерации или заедници, односно унии, нам не ни се потребни, зашто тие и носат зло на македонството. Овде очигледно е следното. Ако евреите во 1943 година ги ставија во време на фашизмот во концентрациони логори како Аушвиц во Австрија или Треблинка во Полска, во гасните комори, се прашувам во овој 21 век, дали повторно се јавува нов фашизам, за да македонците, истите тие држави, преносно да кажам, ги ставаат во машина за мелење месо, сакат да ги стават нашите македонци.
Затоа, мои македонци, македонскиот народ масовно излезе на избори и ја добивме првата македонска победа внатре засега во Македонија, исфрлајќи го катранот. Ова земја што се вика Македонија, ние македонците ја наследивме и така ќе продолжи да биде Македонија. Морам да кажам дека од страна на странските дипломати, политичари, додуша зборувам за западните држави, има кои се коректни, а всушност сакат, како пример што е секретарот на Соединетите Американски држави Лоренс Иглбергер, кој има изјавено: ако Македонија одлучи да го задржи уставното име, нема сила која може да ја присили на промена, изјави вели поранешниот државен секретар на Соединетите Американски држави Лоренс Иглбергер, во кој вели дека не постои никаква причина македонскиот народ да го смени името кое го носи долго време за некој друг за да биде среќен. Високиот американски политичар и познавач на приликите на Балканот додава дека поентата е оти може да се види дека грчката влада повторно се обидува да ја наметне својата позиција врз македонското име. Грчката влада се обидува повторно да ве убеди да ја смените својата позиција, но нема да успее, се разбира, доколку вие не се сложите. Вие ќе бидете исто така толку цврсти на ова прашање како што сте биле досега. Мојата препорака е да не дозволите овие работи од вашиот совет да ве тревожат. Останете смирени и цврсти онаму каде што сте. Ако вие одлучите дека сакате да менувате, тоа е до вас. Но додека Македонија одлучува дека не сака да го промени името, дека не сака компромис на ова прашање, тогаш само останете цврсти, но смирени. Нема што тие да можат да направат што ќе ве присили да го промените. До вас е да одлучите дали сакате да го промените или не името, нагласува Иглбергер. Исто тој вели дека грчките тврдења за Македонија се засноваат на историските погрешни информации. Поранешниот заменик државен секретар на Соединетите Американски држави, инаку соработник и на Ричард Никсон, Роналд Реган, Хенри Кисинџер, Џорџ Буш, има симпатии за македонскиот народ, иако тој сваќа дека не е мудро за еден странец да се меша во внатрешните работи на две држави. Сепак, вели, мојата возбуда од силата на карактерот која македонскиот народ го оправдува фактот на моето заземање страна, истакнува Лоренс. За жал, муртинското чудовиште Зоран Заев со Никола Димитров, кои беа поставени од самата ЦИА, ја ставија Македонија во еден, така да речам, мртовечки ковчег, заедно со македонците без да мислат за иднината нивна. Верувам дека Гордана Силјановска-Давкова и Христијан Мицковски како председатели, еден на државата Македонија, а другиот на владата на Македонија, нема да дозволат да му се стави и капакот на тој мртовечки ковчег, зашто тогаш веќе е крај на се што е македонско. Силјановска уште истиот ден кога ја земаше за клетвата и рече дека е председател на Македонија, без да ја употреби придавката, најде на остри критики од така наречените грчки пратеници или грчкиот парламент, но и од западните држави. Меѓутоа, како стручњак по уставно право, Силјановска постапи исправно, иако дури од Македонија внатре имаше критики и со полно право го стори тоа. Ако референдумот беше неуспешен, зошто мнозинството во Македонија не сакаше да се промени името? Однадвор надојдоа во Македонија и насила го променија. Ако Грција, иако се потпиша на Преспанскиот договор, но и понатаму постоеа плакатите и се уште постојат со Фирум, како што велат, или Скопје, а не Северна Македонија, па дури на 12. мај кога беа изборите, не рекоа Северна Македонија, туку Скопје. Тога што очекуваат од нас кога тие го прекршија договорот? Да, заборавив. Дефинитивно и едностранно треба раскинување на Преспанскиот и Бугарскиот договор, а на недополнување, односно промена, зашто тогаш си ставаме трн во здрава нога. Ќе биде интересно на денот кога Христијан Мицковски ќе биде именуван за нов премиер на Република Македонија.
Ние македонците кои ја сакаме слободата, зашто знаеме дефинитивно дека Македонија е слободата. Македонија е клучот за слободата и мирот во светот, зашто како што рече еден наш сонародник, ако има Македонија за нас и целиот свет, ќе има слобода и мир во светот. А реката Вардар тече и ќе тече, за да македонското име никогаш нема да загине. Кон овој контекст, реков синоќа, напишав една песна посветена токму на оние што премногу се бунат од југот, односно грчкиот парламент, што всушност не го гледа нивното ѓубре да го искористи, да го исчисти, туку бара од нас да правиме тоа што не треба. Еве да ја чуеме и песната што ја напишав синоќа. Пискотници се слушат од Атина до Брисел, што тешка несреќа ги збра. Дал е пискот, или пак некој рика, или пак исплашени глувци скока како муви без глави. Нит се глувци, нити магариња што рика толку многу, разбранувајќи го небесниот свод, туку исплашените пратеници во тој кобен и злобен грчки државен дом. Што да прават, каде да одат, кога меѓу себе почнаа да се јадат? Ако го барат НАТО, Турција секако го чека својот плен. За во Брисел или Вашингтон долги им е патот, ќе заборават што ќе зборуваат, а уште повеќе ќе биде како да чукаат во празна слама. Силјановска и Мицковски ветениот збор не го прекршуваат. Македонија, македонски и само Македонија. Преспанскиот договор се раскинува, бугарскиот уште побрзо, а овие што рикаат од југот во Атина ќе останат со прстот во устата. Крајно време дојде и за Брисел, Европската Унија и НАТО. И името македонско ни е посвето и од НАТО и од Европската Унија. Македонија не е на странците, таа си има свој горд народ македонски. Македонија е на македонците, таа има сила, но има и голема надеж. Затоа и македонското име нема никогаш да загине. Вечна да си, моја Македонијо. Statni, što boj se bije na mečki kame. Što grmi, što tatne statni, što boj se bije na mečki kame. Tamo se bija odbor junaci, verna družina na pitu guli. Tamo se bija odbor junaci, verna družina na pitu guli. Toga si od narod trgna da se bori, toj Nikola Karev na čelo im stoji. Toga si od narod trgna da se bori, toj Nikola Karev na čelo im stoji. Udrete braća, dušman neka gine, makedonsko ime nema da zagine. Udrete braća, dušman neka gine, makedonsko ime nema da zagine.
se peje, makedonsko zname visoko se veje. Krsta se leje, pesna se peje, makedonsko zname visoko se veje. Gore do Kruševo, naša zemlja mila, prva na Balkanu republika bila. Gore do Kruševo, naša zemlja mila, prva na Balkanu republika bila. Udrete rađa, duša neka gine, makedonsko ime nema da zagine. Udrete rađa, duša neka gine, makedonsko ime nema da zagine. Македонската православна црква Свети Наум Охридски од Хамилтон со свештеникот Ангел Станчев ве повикува секоја недела и за македонските православни празници на заедничката богослужба од 10 часот утрото. Но не е само тоа. Повелете за било какви свечености, свадби, крштевки слично. На располагање ви стои банкетната сала која собира капацитет до 400 гости. За било какви информации јавете се до менаџерката Мери на 905 975 5395. Апелирам и до сите вас да ја помогнете радиопрограмата Глас од Македонија. Вашата поддршка ќе овозможи било со донација, реклами, честитки да ја помогнете и да продолжи понатаму да се емитува ова радиопрограма. Кујната пак е огледалото на вашата куќа, но затоа пак фирмата Тримак Гранит е вистинскиот мајстор за каунтертап. Елегантноста и квалитетно направениот каунтертап, бил од гранит, кварц или мермер, ја открива убавината. Не чекајте, јавете се и побрајте го Алек Кирков, мајсторот за каунтертап. Телефонот е 365 888 6096. Да повторам, 365 888 6096. Дали знаете дека нашиот сонародник Џан Јоновски со својата професионалност го зазеде заменик директор или вајс президент во Bank of Montreal? Investments for High Net Worth Individuals. Телефонот е 416 827 7809. Но тука е и комерцијалната фирма за купување и продавање на објекти, билдинг и слично, VP Cushman & Wakefield. Ова фирма со нашиот сонародник Кен Карулас. Бизнисот го има проширено дури во 60 држави во светот. Ако ви имате потреба од него, побарајте го на 416 756 5406. А трите модерно опремени ресторанти Elgin Water Manor во Стони Крик, Terrace on the Green во Мисисага, Lincoln Estate во Вајнланд, Онтерио, ви нудат и да ги направите вашите свадби, армаси, крштевки слично, повелете на еден фамилиарен ручек или вечера во нивните ресторанти. Собственикот Питер Трајковски со задоволство ќе ги направи вашите веселби да бидат незаборавени. Телефонот е 905 459 4447. 905 459 4447. Оркестарот Децата од Буф со нивниот раководител Крис Клашов, познат не само во македонската комуна на Канада и Америка, туку и низ целиот свет, и ќе преку 40 години ги забавува македонците, а е единствен оркестар со автентична жива музика овде во нашата околина. Затоа за вашите свадби, армаси и слично побрајте Крис Клашов на 905 520 1474. Да повторам, 905 520 1474. Македонската православна црква Свети Климент Охридски со храмот самата црква го краси самото Торонто. Во неа на располагање ви стојат 3 реномирани сали за вашите фамилиарни веселби, свадби, свршувачки, крштевки и друго. Јавете се на 416 421 7451 и уживајте во домашен амбиент. Истовремено повелете на неделните богослужби, а исто така и за македонските религиозни празници од 10 часот утрото. Програмата ќе ја завршиме со говорот на новиот наш премиер Христијан Мицкоски. Диагностицирани, ги знаеме кои се предизвиците и сега веќе
треба да ги решаваме тие проблеми кои што се напластени одека во Македонија. Се разбира диаспората, македонците надвор од Македонија, се нераскинлив дел од македонскиот идентитет. Тие се секогаш добре дојдени. Искуството, мрежата која што тие ја поседуваат е добре дојдена. Идната влада на ВМРО ДПМН сака да биде добар домаќин и да биде дел од нивните планови за инвестиции во нивната татковина. Така што, ако имате време, останете на овој дел од настанот, организиран Македонија 2025, па ќе може да слушнете за сето ова за кое што сега зборам. Ако имате прашања, ви стојам на располагање. Господин Мицковски, дали имате доволен број претенции за формирање на влада? Па да, можам да кажам дека како ВМРО ДПМН и коалиција Твоја Македонија ги завршуваме разговорите со неколку од пратениците кои што не се дел од коалицијата Твоја Македонија и можам да кажам дека во моментот успешно консолидиравме 61 пратеник. Ако имате други прашања, од каде се тие кои пратеници се? Па сега не можам да зборувам за деталите. Многу скоро денеска ќе ги дознаете деталите, имајќи предвид дека состојбата е чувствителна. Но на што можам да кажам дека како коалиција Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН во парламентот покрај 58 пратеника кои што ги има автентично самата коалиција и очекуваме одлука на управниот суд да видиме што ќе се случува во изборната единица 5 и 6. Можам со задоволство да кажам дека имаме консолидирано точно 61 пратеник, но тоа нема да не повлече од разговорите со идните потенцијални коалициони партнери, како што е коалицијата Вреди Ривлен. Пред малку заврши средбата со коалицијата Вреди, од таму немаше изјави, меѓутоа беше оценета како позитивна средбата. Може ли повеќе детали да ни дадете што точно се разговарало, има ли некаков договор со коалицијата Вреди? Па разговорите од тоа што сум информиран од учесниците од ВМРО ДПМН на тие разговори е дека се водат во правилна, вистинска насока. Оптимисти сме дека нашата втора цел е да заедно со коалиционите партнери успееме да консолидираме 2/3 во македонскиот парламент. Зошто ни се потребни овие 2/3? Овие 2/3 се потребни затоа што имаме сериозна намера, тоа што го зборувавме пред изборите, да направиме сериозно реструктурирање и реекипирање на владиниот кабинет. Кој е вашиот став во однос на тоа дека владата треба да ги контролира цените? Еве, например, актуелна расправата околу цената за стигнувањето. Кој ќе биде вашиот пристап? Треба ли државата да кажува кои цени треба да ги имаат пазарните играчи? Пристапот каде што државата ќе ги диктира пазарните услови, по мене не е добар. Ценам дека владата треба да овозможи амбиент каде што бизнисот ќе се чувствува комотен да води бизнис, а политичарите да водат политика. Треба да ги видиме сите детали, информациите со кои што располагаме и кои што доаѓаат од институциите е дека се случува буквално грабеж во овој момент во Македонија. Она кое што можам да го кажам е дека повеќе од 85% од буџетскиот дефицит планиран за цела година веќе е потрошен. Мисля дека на тој начин ќе ја отежнат работата на новата влада на ВМРО ДПМН, но мислам дека како многу пати во минатото, така и сега, дека се преигруваат. Дека економијата најавивте инвестиции со друга држава во износ од 1 милиарда. Ќе откриете ли која држава е таа? Дали Унгарија веќе се споминува во јавноста? Не, можеби не е правилно разбрана мојата изјава. Јас кажав дека станува збор за инвестиција во енергетиката, која што ќе се движи помеѓу 400 во вредност од 400 до 500 милиони евра. Гринфилд инвестиција и тоа е приватен капитал со приватен капитал. Станува збор за исклучително голем играч во која што има исклучително големи европски финансиски институции во акционерската структура. Од оправдани причини не можам да кажам за точно за што станува збор, но можам да ви кажам дека договорот е завршен и дека во првите 100 дена од новата влада истиот ќе биде на јавноста презентиран. Станува збор за проект од обновливата енергија кој што ќе
произведува отприлика 1 терават час електрична енергија, нешто што е 1/3 од производството на РЕК Битола. Проект во кој што нема потреба од стратешки договори како што на шведски начин се обидуваше оваа влада да ги однесе во парламентот, договор во кој што нема PPI Power Purchase Agreement за гарантиран откуп кој што ќе го плаќаат граѓаните, туку обртот на таа нова компанија би бил некаде помеѓу 80 до 100 милиони евра по основ на продадена електрична енергија и истргувани зелени сертификати. Можам да ви кажам дека ваков тип на компанија ретко се среќава да инвестира на овие простори од светот. Видите не и кредит со друга држава од милион? Тоа е второ. Вие зборувате за намерата која што како ВМРО ДПМН ја имаме како влада во иднина, а тоа е на ниво влада со влада да повлечеме заем во вредност од до 1 милиарда евра, средства кои што ќе не бидат потребни да ги финансираме лошите договори на актуелната влада, кои што за жал ги имаат правено и освен провизиите друго ништо немаат направено на терен, а ние треба да ги завршуваме тие договори. Така што ќе зборувам... Која држава ми беше прашањето со која држава? Видете, зборува дека е Унгарија. Овие работи, можам само да кажам дека во прво време државите кои што ги споменуваа не се тие држави, дека станува збор за европска држава, а многу наскоро ќе ја дознати граѓаните и медиумите за која држава станува збор, иначе станува збор за исклучително поволни услови, нешто што е многу поповолно од тоа што го правеше актуелната влада, издавајќи државни обврзници со каматни стапки од 7,5-8% и задолжувајќи ги неродените поколенија. Сакаме да се однесуваме одговорно како влада, мораме Македонија да ја развијаме. Тоа е она кое што го очекуваат граѓаните од нас. Нашата земја да си ја развиеме, затоа што кога ќе направите анкета и кога ќе ги прашате граѓаните што очекуваат, 5 од 10 приоритети е подобар стандард, повисоки плати и нормално надеж. Се она кое што сега го нема, тоа се поврзани теми со економијата. Тоа ќе биде нашиот главен фокус како идна влада, затоа ни требаат нормално ослободување од лошите економски политики во минатото, промена на стратегијата, наместо стимулирање на потрошувачката да стимулираме инвестиции кои ќе носат додадена вредност, со тоа ќе го зголемуваме бруто домашниот производ. Отприлика тоа ќе биде економската политика и стратегија на едната влада на ВМРО ДПМН. Господин Мицкоски, свечената заклетва на председателката Гордана Цигановска-Тавкова предизвика низа реакции. Ваш коментар? Мислам дека беше достоинствена. Можам да кажам дека очекував честитка од нашиот јужен сосед. Наместо тоа добивме за жал политички мускули. Не очекувам односите помеѓу двете држави да се темелат на политички мускули. Очекувам да имаме добри, одлични меѓусоседски односи. Ценам дека како ВМРО ДПМН, а и тамошната влада предводена од Неа демократија, односно Нова демократија, имаат свој став поврзан со Преспанскиот договор, нити немните, нити на другите ни се допаѓа тој договор. За разлика од таму, Преспанскиот договор тука е дел од македонските институции, дел од македонскиот устав и закони. Многу пати во минатото сме кажале дека тоа е реалност. Комуникацијата внатре во институциите и самите институции остануваат согласно законите и уставот, но мое основно човеково право е, како јас мојата држава ќе нарекувам, и додека давам изјави, додека се обраќам пред вас новинарите, и јас, а очекувам тоа да биде и начин на однесување и на председателот Цигановска, да се користат термините Македонија и придавката македонски, бидејќи на тој начин, според нашето толкување на Преспанскиот договор, немаме прекршување на истиот. И ја користам оваа прилика до нашите пријатели од Грција да престанеме со закани, да престанеме со обструкции, да престанеме со враќање назад во минатото, да гледаме во иднината. Ова се документи кои што се дел од правото. Ако тие мислат дека ние сме го прекршиле договорот Преспанскиот, тогаш постои Меѓународен суд за правда
може да отпочнат процес, па таму ќе ги вкрстиме едните и другите аргументи. Јас не би сакал до тоа да дојде. Јас повикувам на добрососедски односи, на пријателски односи, да си се помагаме. Ако некој очекува од ВМРО ДПМН да ги повтори грешките од минатото, бидете сигурни дека тоа нема да го направиме. Ние немаме намера на нивните политички мускули да одговориме на начин на кој што ги приименуваме автопатите, аеродромите или да градиме споменици. Ние само би сакале да бидеме среќни да биде ратификуван протоколот кој што се однесува на економската соработка помеѓу двете држави. Сакаме да видиме добра економска соработка. Од тука ја користам оваа прилика од овој настан да ги поканам грчките компании да инвестираат во Македонија. Ние сакаме да им посакаме добре дојде македонските компании да инвестираат во Грција. Така треба да соработуваат партнери. И јас би сакал да видам еден ваков тип на соработка. Така што мислам дека нема втора можност за прв печаток, а за жал првиот печаток од нашиот јужен сосед наместо честитка за убедливиот триумф и на ВМРО ДПМН и на Силјановска, видовме на отворена сцена политички мускули, иако тоа све што е дел од Преспанскиот договор од целост, за жал и од повеќе, е имплементирано тука во Македонија, а од тоа што можеме да видиме што се случува кај нашиот јужен сосед, основните три работи кои што требало до сега да ги завршат, тие за жал не ги завршиле. Но нема да навлегуваме во надмудрување, ние ќе им посакаме добре дојде на добрососедските односи и очекувам да во најскоро време со грчкиот премиер се видиме и да разговараме за идната соработка на база на туризмот, економијата, образованието и така натаму. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте ни идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија, преку бреновата должина на CMR радиостаницата и бреновата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на Радио Час од Глас од Македонија, Драгица Белчевска, ви посакува добра ноќ.